Палење стрништа неконтролирано и несоодветно на ѓубрување на нивите се само дел од лошата практика на земјоделците, со која на крај добиваме нехранливи и отровни плодови. Од Агенцијата за поттик и развој на земјоделието велат дека ретко кој земјоделец проведува минимални услови за заштита на животната средина, здравјето на луѓето и благосостојба на животните. Во полошко после секој жетвени активности со палењето на стрништата се уништува органската материја, но и живата флора во почвените слоеви. Трагично е што на своја рака се користат азотните ѓубрива. Доколку земјоделецот фрли повеќе од она што има потреба самата култура и доколку имало претходно, овој азот во процесот на користење од страна на растенијето може да, односно преминува во една нова форма нитрозамин која е канцерогена, штетна. И таа се задржува во плодовите на самата култура, и ако тие плодови се за користење на човекот, човекот ги консумира и внесува мали количини, но тие се таложат во организмот и што е најопасното, сето тоа не се појавува доколку започне во таа генерација, туку последиците ги трпат третата генерација. Младите, децата или во таа трета генерација може да дојде до појава на деформитети на млади и онак. Тоа е еден и најдрастичен начин на онакво. Друго, имаме одредени култури доколку имаме повеќе азот фрлено, тие повеќе ќе удрат во маса како листна маса и однакво, а помалу ќе дојде до плодоносење, односно ќе имаме проблем по однос на производот кој што го гледуваме. Затоа треба умерено и затоа треба да се прави план за користење на ѓубривата и се разбира доколку земјоделците сами тоа не можат, може во соработка со нас да го тоа треба едукација и да едукација. Што е и најзначајно, земјоделците треба да знаат дека за примената на ѓубривата, набавката на ѓубривата, за примената и набавката на пестицидите, за здравјето на растенијата, за здравјето на животните, треба да водат и соодветна евиденција, односно книговодство по однос на сите тие елементи. Затоа постојат одредени образци кои што се објавени во службениот весник и каде што може да се најдат, а можеме и ние да им дадеме од кај нас на некој начин да тие ги копираат или ги дури може да ги нацртаат, не мора да се оригинални, али во една тетрадка каде што ќе прибележуваат кој е ѓубриво, кој датум, од кој добавувач, колку количина на која култура и површина, во кој период е искористено тоа ѓубре. Пета година поред обврска на секој земјоделец кој зема субвенции да спроведува добра земјоделска практика. Сите потпишуваат правилни дека ќе внимаваат на животната средина, но во пракса тоа не го спроведуваат. Раководителот Петрески вели дека досега земјоделците биле опоменувани, но сега ќе следуваат санкции за тие кои нема да го почитуваат правилникот. Доколку не приложат, се забележува дека не е водата евиденција и тогаш може да дојде до првата година намалување од 3 до 5% од вредноста на субвенцијата. Се разбира, тоа све зависи од кој услов не го исполниле. Доколку и наредната година во план е и платежна агенција ке сите такви земјоделски стопанства што еднаш ќе утврдат несоодветно примена и користење на тие ѓубрива или немаат по правилникот реализирано и водена евиденција, наредната година повторно ќе биде посетени во контрола и доколку повторно се најде таквата забелешка, тогаш ќе бидат казнети 3 пати повеќе од претходната. Ако биле 3, 9%, ако биле 5%, 15%. Третата година повторно ќе бидат посетени, тогаш иде повторно пати 3, ако биле 15, претходно 45% и четвртата година ќе бидат исклучени.
што значи често пати земјоделците ја занемаруваат првата казна, затоа што 3 до 5% од купното некако е мала и се викаат не е толку онако, но 15% или 45% тоа е веќе поголеми средства. Во пракса, рековте дека од 2012 ова е за земјоделски практики. Тоа за поголемите беше стопанства, од 2016 веќе 2014, 15, 16 треба скоро сите земјоделски стопанства да И каква е праксата? Дали земјоделците ги евидентираат тие џубриви и такви работи? Мал број кои што со нас соработуваат, каде што на некој начин, поготово помлади кои се носители на земјоделските стопанства, тие започнуваат и водат евиденција. Проблемот е кај постарата генерација на земјоделци, но и тука ние сугерираме некој од членовите на земјоделското стопанство помлад да биде запознат и да им помага во однос на овие практики да почнат да ги евидентираат и водат, затоа што ние имаме обврска како кандидати за Европска унија и преку ИПАРП средствата што ги користиме, особено да се внимава по однос на примената на добрата земјоделска пракса во однос на заштита на животната средина. Затоа и доста средства се донираат од Европска унија, а и нашата влада преку Министерството за земјоделие и шумарство, преку овие програми инсистира и дава финансиска поддршка само за тие баратели кои што ќе водат примена на ова земјоделска пракса и може некој пат барањето да му биде све комплетно и доколку се утврди дека одредена од тие состојба не е онаке како што е во барањето на терен, може да бидат одбиени барањата или во текот на тие 5-годишно обврска на чување на таа финансиска механизација или финансиска поддршка во било кој формат добиена, да им биде прекинато, односно да тие бидат принудени да ги вратат средствата. До се казнете некој? Сега за сега рековме се уште се иде на еден вид опомена и едукација. Ние добиваме како Агенција за финансиска поддршка од Агенцијата за како Агенција за поттикнување на развој, Агенција за финансиска поддршка, список на земјоделци кај кој е утврдена ова слабост и тогаш ние ги повикуваме тука и вршиме едукација, им објаснуваме, им даваме насоки како тоа да го отклонат, затоа што и обврска е при контролата, контролорите да им ја дадат информацијата за што имаат забелешка и тие до крајот на годината, во годината кога имаат контрола, да ја отклонат таа забелешка и да ја известа платежна агенција дека ја отклониле, за да не бидат санкционирани. Невладините организации пред неколку месеци утврдија дека одредени површини од тетовската почва е загадена со тешкиот метал арсен. Мострите земени од горниот дел на општина Егуновце, но и во Тетово покажале присуство на арсен во земјата, 2,5 пати повеќе од максималните граници. Порача надлежните што поскоро да преземат мерки за деконтаминација на земјата. Три лица се здобиле со изгореници, а 6-месечно бебе вдишило чад во пожар во зграда во Гостивар. Рано утринава околу 4 часот и 40 минути. Пожарот избувнал во еден од подрумите во зградата на улица Мајор Чеде Филиповски. Од пожарот на лекарски преглед во медицинскиот центар Гостивар се јавиле 3 лица, а однесено и 6-месечното бебе. Од извршениот преглед кај лицето ЗМ биле констатирани изгореници од 2 степен во пределот на левата рака и вратот. Кај АС изгореници од 1 и 2 степен во пределот на целото тело, а кај ВС изгореници од 1 степен во пределот на лицето. Кај 6-месечното бебе нема изгореници, констатирано е само вдишување на чад. Пожарот е локализиран, информираат од Министерството за внатрешни работи.
Во првите 4 месеци од годинава, бројот на новороденчиња во Гостивар е отприлика ист како и во 2018 во тој месечен период. Земајќи ги предвид показателите, гинеколозите се оптимисти дека наталитетот ќе се одржи на стабилно ниво и дека нема да има некој значителен пат на раѓањата. Податоците покажуваат дека од јануари до април 2019 на гинеколошко-акушерското одделение во општата болница Ферит Мурат во Гостивар се родиле 193 бебиња, додека претходната година во истиот период 199. Да истакнам дека за разлика од 2018-2019 бројката на раѓањето во нашата болница се движи во нормала, што означува дека горе-долу се движиме на истото равниште како минатата година. Тоа би значило во бројки 199 од јануари до крајот на април месец 2018, а за 2019 од јануари, 1 јануари до 30 април, значи 193. Едно мало намалување на бројката за 7 пациенти, но тоа не загрижува воопшто како одделение, бидејќи бројката е различна од месец во месец. Значи разликата се движи од месец на месец, а ова бројка нас не загрижува. Горе-долу да напомнам само дека од последните 10 години наваму, овие 2 години имаме една стандардна бројка која се движи на нивото на нормалата за нашето одделение, а пред 10 години до пред 2 години имавме драстично паѓање на наталитетот во нашата болница. Гинеколошко-акушерското одделение во Гостивар ја заокружи минатата година со 674 новородени бебиња. Според последните анализи на Државниот завод за статистика, просечната возраст на мајките родилки е 28,9 години, а 11,6% од вкупниот број на живородени деца се вонбрачни. Нови 10 заболени лица од мали сипаници се регистрирани во Тетово во текот на изминатата недела, со што градот се уште е на третото место по бројот на случаи на морбили, по Скопје и Куманово. На ниво на земјава во периодот од 3 до 9 мај пријавени се вкупно 110 нови случаи на мали сипаници. Најголемиот број од нив, односно 71, се на возраст над 20 години. Според вакциналниот статус, 80, односно 72,7% од регистрираните случаи се невакцинирани, непотполно вакцинирани или со непознат вакцинален статус. Инаку вкупно од почетокот на епидемијата во декември 2018 година, заклучно со 9 мај, во земјава регистрирани се 1393 случаи на мали сипаници. Според местото на постојано живење, случаи на морбили се регистрирани во 21 град во Македонија, од кои 837 во Скопје, Куманово 160, Тетово 118, Гостивар 36 и така натаму. Најголем број на случаите се од возрастната група над 30 години, 612, а пријавени се 237 деца на возраст под 1 година. Децата на возраст од 1 до 4 години се регистрираат со 219 случаи. 1048, односно 75,2% од заболените лица се невакцинирани, некомплетно вакцинирани или со непознат вакцинален статус. Од пријавените случаи 593 биле хоспитализирани, а кај 225 се регистрирани компликации. Од нив најголем број компликации, односно 58, биле кај деца на возраст под 1 година, а 44 кај деца на возраст од 1 до 4 години, што укажува дека оваа возрастна група е најзасегната и подложна на компликации, велат од Институтот за јавно здравје.
Фудбалскиот клуб Љуботен е официјално меѓу најстарите клубови во светот. Овој тетовски клуб, формиран прв на Балканот, стана членка на клубот на пионери, во која членуваат најстарите екипи од државите. Услов е клубот да има над 1 век постоење со континуитет на работа, а Љуботен на 28 март годинава прослави 100 години од првиот надпревар. Сега овој тетовски бренд е рамо до рамо на листата со 22 фудбалски клуба ширум светот, меѓу кои клубот Шефилд, формиран во 1857 година. Нешто, значи, за прв пат што се дешава во нашава држава, значи, ни еден спортски клуб, ни, да речем, никакво друго здружение нема наполнето 1 век постоење. Предност е што првин добиваме, значи, верификација на светско ниво дека официјално сме најстар клуб во држава. Второ, тука се контакти што воини, иначе ги градиме со останатите клубови членки во ова здружение. Во клубот на пионери членуваат фудбалски клубови од кои повеќето играат во првата лига во нивните земји, но нашиот тетовски бренд едва ја обстојува во третата лига. Финансиите и условите за работа, велат од клубот, се најголемиот проблем. Тренираат во мизерни услови на нерамен терен на стариот градски стадион, каде се напасува и добиток. Едва екзистираат, спонзори им се локални бизниси, кои го помагаат клубот од ентузијазам. Условите се, да кажам, мизерни, значи најпрвин за едно функционирање на клубот нормално требаат финансиски средства. Значи во трета лига тоа е сума, да кажем, околу 3 до 5.000 евра. Можам да кажам дека никаква помош немаме ни од општина, ни од страна на фудбалската федерација, ни од агенција Млади спорт. Значи ние официјално направивме 100 години, прогласивме, значи, роден ден 100 години. Уште до ден денеска немаме добиено никаква честитка од овие институции што ги напоменав. Податоците говорат дека Љуботен е основан од тетовските гимназијалци, а најголем историски успех ме учества во првата македонска фудбалска лига. Од една страна скапи лекови и уште поскапи лекарски услуги, а од друга нема лекови на рецепт и долги чекања за на лекар. Добре дојдовте во ова издание на темата на неделата, во која говориме за приватното и јавното здравство. Македонските граѓани постојано се прашуваат зошто и покрај големите вложувања во јавното здравство се уште се соочуваат со турканици и со месеци чекање на лекар. Токму затоа тие често се принудени да се лечат приватно. Пациентите мака мачат и да најдат лекови од така наречената позитивна листа. Како главни причини за ова се наведуваат немањето пари во здравствениот фонд, но и нерационалното трошење на лековите. Во аптеките лековите кои за граѓаните се натовар на фондот се појавуваат во почетокот на месецот и потоа брзо ги снемува. За повеќе од луѓето нејасно е зошто ги нема неопходните лекови кои може да ги купат приватно. Во меѓувреме на граѓаните им се препорачува во секој случај да навратат во текот на денот, зошто можеби некоја кутија лек која е неопходна ќе се успее да се најде. Честиот недостиг на лекови од позитивната листа според упатените е последица на неколку проблеми од кои дел се од економска природа, а други се последици на проблеми со нерационално трошење на лекови. Претседателката на фармацевтската комора, професорката Бистра Ангеловска, вели дека квотите во аптеките се модел со кој фондот се труди ограничените средства од буџетот за лекови да ги распредели колку толку рамномерно, за да може на граѓаните да им бидат достапни лековите кои се натовар на фондот. Пациентите кои што имаат хронични заболувања и кои што постојано си ги земаат лековите, се снабдуваат во почетокот на месецот и тие се снабдени. Може да се рече дека тука не е толку остра и загрижувачки недостатокот од лекови. Меѓутоа постои еден друг проблем. Закутните болни, за кои што ќе се јави проблем, при крајот на месецот ќе отидат на лекар, особено за децата, веќе аптеката нема квота за да може да им го издаде лекот на товар на фондот. Таа дополнува дека стручни групи со фондот работат за да овозможат во иднина квотата да трае подолго време. Како една од причината за ситуацијата подолго време се наведува и преголемото трошење на лекови во земјата, иако не е јасно зошто тој процес е толку комплицирано да се стави под контрола.
Но за многумина од граѓаните исто така останува нејасно зошто и покрај тоа што во здравството со години наназад се вложува огромни пари, со кои во болниците и клиниките се набави опрема во повеќе области, пациентите се уште често се принудени да одат во приватното здравство, зашто апаратите не работат, има гужви и за услуги треба да се чека со месеци или нема реагенси. Упатените сметаат дека во болничките установи работата мора да биде подобро организирана и предупредуваат дека државата треба да биде загрижена од тоа што приватните болници, кои речиси 90% работат без здравствено осигурување и во кои пациентите си ги плаќаат услугите од сопствен джеб, се полни како и државните. Значи, вие можете да ги видите приватните болници дека се полни со пациенти, исто така како и државните. Меѓутоа, фактичката ситуација укажува дека нешто не е како што треба. Тој е главниот индикатор преку кој што вие проценувате дали еден здравствен систем е успешен или не. Колку граѓаните се изложени на приватни трошоци. Кај нас се изложени на повеќе од 40% од скупната здравствена потрошувачка. И тоа на некој начин е еден од клучните индикатори дека нешто не функционира. Владимир Лазаревиќ вели дека и приватниот сектор треба да се интегрира во системот на здравствена заштита и да биде уште поотворен за граѓаните. Тој порачува дека се додека осигурувањето не ги покрие дел од трошоците, луѓето во земјата континуирано ќе бидат изложувани на приватни трошоци од джеб кои ги осиромашуваат. Одиме во Грција, каде што финансиската криза, но и лошите реформи во здравството ги принудуваат луѓето да се снаоѓаат. Еден од нив е и пензионерот Дионисиос Асимакопулос, кој, кога му завршуваат лековите за проблемите со дишењето, оди во едно од најневеројатните аптеки во Атина. Таму лековите се бесплатни. Луѓето кои ја поседуваат оваа аптека велат дека ги одржува во живот, бидејќи не можат да си дозволат сами да ги плаќаат лековите. Меѓу напуштените стадиони и игралишта кои датираат од Олимписките игри во Атина во 2004 година, социјалната волонтерска аптека Хелиникон повеќе од 7 години снабдува со бесплатни лекови стотици сиромашни пациенти, одржувајќи некој од нив во живот. Мојата сопруга и јас сме невработени повеќе од 2 години. Секој месец ни требаат околу 150 евра за лекови, вели Асимакопулос, поранешен пекар. Δωρεάν υγεία, όταν άμα σου παρέχουν τα πάντα δωρεάν. Όταν πληρώνεις τα φάρμακά σου, όταν θες για να πας στον γιατρό 3 και 4 μήνες, αν είναι κάτι επίγον, δηλαδή τι πρέπει να κάνω. Основана во екот на должничката криза, аптеката работи на донирани лекови и медицински материјал. Околу 40.000 луѓе, многумина од странство, ни носат лекови, вели дежурниот фармацевт Димитрис Παλάκας, додавајќи. Ήδη η ισορροπία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού συστήματος υγείας είναι υπέρ, όσο υπολειτουργούν οι δημόσιες δομές, αυξάνονται οι ιδιωτικές. Друг пациент кој чека на ред е Ахилеас Пападопулос, пензиониран оперски пеач. Неговата пензија од 700 евра не е доволна за покривање на антибиотиците за кои е дојден. Εγώ παίρνω μια σύνταξη πολύ μικρή. Δεν μπορώ να πω, πάρα πολύ μικρή και δεν φτάνουν τα χρήματά μου για να πάρω και τα βολεύω όπως μπορώ. За време на речиси еднодецениската борба на Грција против заканувачкиот национален банкрот, беа наметнати големи кратења и штедење. При тоа, јавното образование и здравството беа најмногу погодени, од тоа што земјата изгуби 1/4 од нејзиниот национален производ. Во услови на отпуштање, намалување на платите и зголемување на даноците, многумина не можеа да ги исплатат нивните придонеси за социјално осигурување и беа оттргнати од здравствената поддршка обезбедена од државата. Само 11% од грците во моментов може да си дозволат приватно осигурување, кое дава целосна здравствена покриеност, вели Григорис Сарафијанос, шеф на Сдруженијето на приватните грчки здравствени клиники. Според Одолот за национална статистика, грците во 2016 година плаќале над 34% за нивните медицински трошоци од сопствениот джеб. Кризата откри огромни државни недостатоци, вели Πέτρος Μποτέας, член на здравствениот тим на Χελινικόν. Ανοίξανε μεν το σύστημα υγείας, αλλά αντί να αυξηθούν οι γιατροί και οι νοσηλευτές, ελαττωθήκανε. Λοιπόν,
τα χρήματα για φάρμακα κλπ. Αντί να αυξηθούν, ελαττωθήκανε. Δηλαδή, με την υπογραφή των μνημονίων, δεχτήκανε περικοπές να γίνονται κανονικά, όπως γίνονται σε όλους τους άλλους τομείς. Тој додава дека има долга листа на чекање за на доктор, а закажувањето некогаш е и по 3 месеци. За да се избегне долгото чекање, особено во итни случаи, многумина се принудени да бараат приватна здравствена заштита, без оглед на цената. Во моментот во земјава има над 120 приватни клиники. Нашите Facebook, Twitter и YouTube се отворени за вашите коментари и искуства, што ги имате за јавното или за приватното здравство. До гледање. САД ќе ги распоредат бродот УСС Арлингтон и одбрамбениот ракетен систем Патриот на Блискиот Исток, објави Пентагон како резултат на зголемените тензии со Иран. Новата борбена група е испратена неколку недели пред предвидениот рок, слично како и авиопревозникот УСС Абрахам Линколн, кој во регионот беше испратен минатиот викенд, како јасна порака до Иран. Американскиот државен секретар Мајк Помпео во вторникот ненајавено го посети Багдад, каде што одржа разговори на високо ниво и предупреди на опасностите на американските интереси од Иран. Тој ги откажа состаноците во Берлин само поради тој состанок. Во американската база во Катар пристигнаа и бомбардерите Б-52, објави Централната команда на САД, протолкувајќи го тоа како одговор на иранската закана. Американскиот председател Доналд Трамп наредил зголемување на царините за речиси 300 милиарди долари, преостанати кинески производи кои се увезуваат во САД, објави во соопштение трговскиот представник Роберт Лајтхајзер. Потегот се случува по неуспешните преговори меѓу американската и кинеската трговска делегација, кои се сретнаа во Вашингтон, за да се надмине трговскиот судир меѓу двете најголеми светски економии, кој трае со месеци наназад. Во петокот во САД стапија на сила зголемените 25% царини на извозот на кинески стоки во вредност од 200 милиарди долари. Досега царините на овој извоз изнесуваа 10%. Основачот и директор на Амазон, Джеф Безос, ги открил своите планови за колонизација на Вселената, почнувајќи најпрво од месечината. Ќе изградиме пат во Вселената, рекол Безос на пресконференција во Вашингтон. Клучен дел од инфраструктурата е Blue Moon, модел на ново лунарно летало, кое би требало да ги одведе луѓето на месечината до 2024 година. Леталото без екипаж ќе носи научни инструменти, сателити и возила за непристапен терен. Водата од мразот би можела да се искористи за да се произведе кислород, кој потоа би можел да стартува вселенски брод за понатамошни мисии ширум соларниот свет. Безос сака, како што истакнал, да го подобри пристапот на месечината, бидејќи има широка визија на иднината во која луѓето ќе можат да живеат и работат на Вселената, што денес не е можно. Град го погоди Хрватско Загорје. Метеоролозите велат дека по втор пат месецов до регионот ќе стигне студен бран од Арктикот. Веќе во недела во Европа значително ќе залади, а во почетокот на неделата бранот ќе го зафати и Балканскиот полуостров и Медитеранот. Денес имавме сончево време со мала до умерена облачност. Дуваше слаб до умерен ветер од западен и северозападен правец. Температурите се движеа во интервал од 6 до 22 степени Целзиусови.
Времето утре ќе биде променливо облачно со умерен до засилен ветер од југоисточен правец. Попладне почнувајќи од запад со врнежи од дожд, локално поројни проследени со грмежи и засилен ветер. Температурите ќе се движат во интервал од 7 до 21 степен.